Обвинителството започна истрага за случајот извоз на македонски мозоци во САД за научни цели. Предметот ќе го води обвинителството за организиран криминал и корупција, земајќи ја во предвид обработката, замрзнувањето, но и меѓународниот транспорт на човечки ткива. Ќе се испитуваат сите индиции за постоење на елементи на кривично дело кое се гони по службена должност, соопштија од обвинителството. Предметот е доставен на надлежно постапување на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Тоа треба да превземе действија на прибирање официјални информации од надлежните органи, институции и здравствени установи во насока на утврдување на евентуално нелегално постапување со човечки ткива и биоматеријали, пропусти или злоупотреби, придобивање дозволи и согласности. Обвинителството предметот го отвори под опрен глас врз основа на објавени информации во медиумите. Во меѓувреме Министерството за здравство веќе формираше работна група за случајот. Првиот човек на ресорот Азир Алиу смета дека е мала веројатноста да имало злоупотреби со извозот на мозоци. Ние сме надлежни за делот на давање на лиценца или дозвола за да може да увезе материјал или да извезе материјал од државата некоја наша институција. Лично ако ме прашувате како човек, не како министер и како министерство, ценам дека многу малце има можност за злоупотреби во овој случај, бидејќи се работи за истражувачки проект помеѓу две земји, а втората земја е Соединетите Американски држави, кој што има многу јасно дефинирани протоколи кога се работи за биолошки материјал. Прво, овој факт треба да го имаме во предвид. За Алиу проблем во истрагата може да биде чувањето на документацијата за случајот. Стариот закон кој важел до 2018 година предвидувал сите материјали и документи да се чуваат 15 години, а сепак како што рече министерот, се работи за проект стар 30 години. Од владата пак без конкретни информации за случајот. Се работи за состојба што се случувала пред неколку децении. Да ги оставиме обвинителството и истрагата да одговорат, посочи премиерот Мицкоски. Во американските извештаи веќе стои дека во проектот македонски мозоци на истражување во САД учествувале психијатриските болници во Бардовци, Демирхисар и Негорци. Професорот Алексеј Дума во изјава за ТВ24 потврди дека е отворил вратата за проектот во Скопје. Од Македонија во САД на годишно ниво се испорачувале 10 до 15 мозоци.